Добар ден, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Во основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на РМ, службен вестник РМ број 5/02, член 15 од статутот на општина Росман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06, председателот на Советот донесува решение за извикување на 19-та седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница, согласно присигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, да го ставиме, да го усвоиме записникот од минатата седница на Советот на општина Росман. Дали некој има забелешки на записникот? Павле Поли. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувана јавност. На претходната седница поставив 3 прашања, односно 2 прашања и 2 како барања, на кои градоначалникот кажа дека ќе ми ги одговори писмено. До ден денеска тие прашања не се одговорени и не е битно дали мене ќе ми ги одговори или нема да ги одговори, тие прашања се на жителите на општина Росман. Јас нема да барам дали ќе ги одговоре, бидејќи ни поставуваме многу прашања, он не ги одговара, исто и колегата Јованчи имаше поставено, а ја исто го поставував прашање колку средства има потрошено општина Росман по угостителските објекти, бидејќи градоначалникот не е тука и не одговара, ја ќе му одговорам на колегата Јованче, бидејќи во општина Росман се истрошени негде околу 1 000 000 денара по кафениња, односно по угостителски објекти, и тоа тврдам дека не му се ни доплатени уште должат по тие угостителски објекти. Бидејќи градоначалникот милува и да го напаѓа советот, односно советниците од опозицијата, бидејќи ради не бил донесен буџетот, немало вода у Паликура, бидејќи некои луѓе од Паликура ми реагираа, јас од тука, иако не е тука, значи за наредна седница му поставувам друго прашање, да го прашам, бидејќи знам во претходниот мандат на градоначалникот Брајанко Јанев, дека се правени некакви бунари кај Црна река, во каква состојба се тие и дали се функционални, и доколку таму се истрошени пари, а не функционира, дали некој ќе сноси одговорност. И друго барав, само се не се тука, не знам дали возилата се тука, ќе побарам пауза 5 минути, сакам да ги запишам километраиште на возилата. Благодарам. Добре, пауза важно. Значи, одиме со дневниот ред. Точка 1, извеќе на комисијата. Не се изгласа записник. Да, записникот го ставаме на гласање, кој е за? 5, 6, 7. За записник гласаш ли? Гласаш. Значи 8 за. Одиме со дневниот ред. Точка 1, извеќе на комисијата за верификација и мандатни прашања. Да, председател. Ајде председателот на комисијата да го прочита овој извештајот од оваа комисија. Или цело? Значи, тоа одиме точка 2, одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Росман. Точка 3, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природата. Точка 4, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за статут и прописи. Точка 5, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за земјоделие. Точка 6, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за локален економски развој.
Точка 7. Предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност. Точка 8. Предлог решение за формирање на комисија за еднакви можности. Точка 9. Предлог одлука за ажурирање на процена за загрозеност од потребителите на општина Росман од сите ризици и опасности. Точка 10. Предлог одлука за организација, делокруг на начин на извршување на задачите на општинската администрација на општина Росман. Точка 11. Предлог програма за уредување на граденжо земјиште на просторот на општина Росман за 2023 година. Точка 12. Предлог програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2023 година. Точка 13. Предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Росман за 2023 година. Точка 14. Предлог програма за одбележување на празници и манифестации за 2023 година. И точка 15. Квартален извештај за извршување на буџет на општина Росман за извештајот период кумулативно за квартал од 1.1.2022 до 31.12.2022 година, квартал 4. Дали некој има да го надополни дневниот ред? Нема, го ставам на гласање дневниот ред. Кој е за вака поставување на дневниот ред? 8 за. Значи, одиме со првата точка, извештај на комисијата за верификација. Председателе повели. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани жители на општина Росман, како председател на Комисијата за верификација мандатни прашања и избори и именувања, ќе ви го долувам извештајот од одржаната седница на 31.2023 година. На комисијата присуствуваа сите членови и се дискутираше по две точки. Првата точка беше предлог одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Росман, избран на локални избори 2021 година. И точка 2, предлог решение за формирање на комисијата за еднакви можности. Ова е нова комисија, која досега сме ја немале, и затоа денес го направивме составот на оваа комисија. Во однос на првата точка, по преглед на уверението за избран член на Советот на општина Росман, доставена од страна на Општинската изборна комисија Росман, комисијата констатира и предлага верификација на мандат на член на Советот на општина Росман, и тоа Бранкица Несторовска. Комисијата предлага Советот на општина Росман да донесе одлука за верификација на мандатот на членот на Совет на општина Росман, како што е погоре наведено. Во однос на втората точка, како што кажав претходно, се формираше новата комисија за еднакви можности во следниот состав. Како председател беше избрана Павлинка Секуловска и нејзини членови Владко Трајков, Игор Милошевиќ, Павле Димов и Анета Јоновска-Јубенова. Комисијата предлага Советот да го усвои ово извештај во целост. Благодарам. Да. Не, одлуката се на верификација на машина само да читаш. Значи, одиме со првата точка од комисијата. Што за пауза? Првата точка од комисијата, одлука за верификација на мандат на член на Совет на општина Росман. Добро, оваа точка да давам пауза од 5 минути да дојде девојче тука да го верификуваме мандатот на член на Советот. Пошто членот на Советот пристапи тука, ќе ставам оваа точка на гласање за пристапување кон член, како член на Советот на општина Росман, Бранкица, как се казваш? Несторовска Бранкица. Оваа точка ја ставам на гласање. Кој е за? Се верификува мандатот на ези. Точно, и сега Бранкица може да пристапи кон давање на заклетва или изјава да си ја прочита изјавата. Да, Бранкица прочита се изјавата. Ја ми да ставам на гласање на нешто.
Јас, Бранкица Несторовска, свечено изјавувам дека правата и должностите на член во Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Браво, со среќа неките. Пристапите на втора точка, предлог решение се още од извештајот. Добро, ама на точката на извештајот таму втора да биде ли цитирана седма киш свие. Го прочита извештајот, он се Добро. сега да ставиме втората. Значи одиме со втората точка од комисијата за формирање на комисија меѓу еднакви можности меѓу мажите и жените. Предлог решението. Предлог решение во кој формирање на комисија за еднакви можности. Со ова решение се формира комисија за еднакви можности во општина Росман во состав председател од Павлинка Секуловска, Ватко Трајков, Игор Милошевиќ, Павле Димов и Анета Јоновска-Љубенова. Ја ставам оваа точка на гласање. Има некои против забелешки на точката? Нема. Ја ставам на усвојување. Кој е за? Со 9 за. Сега си јашко прочитам. Не, сега вишете со дневниот ред. Од трета продолжиме. Теми трета. Предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природата. Значи прво мораме да го разрешиме стариот член. Најде прочите го решението. Предлог решението. Ги измештали? Едете ги. Исто го чита за сите. Се разрешува Емилија Симонова, се именува Бранкица. Значи по ова решение за разрешување и именување на член на Комисијата за урбанизам, комунална дејност и заштита на животна средина и природата. Со ова решение се разрешува член на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природата, лицето Емилија Симонова, поради престанок на функцијата член на Советот на општина Росман. Со ова точка 2, со ова решение се назначува лицето Бранкица Несторовска како член на Комисијата за урбанизам и комунални дејности и заштита на животна средина и природата. Ова решение влегува во сила од денот на донесување. Ставам на гласување. Ова го ставам на гласање кој е за. 9 за. Одиме со точката тука е 4. Предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за статут и прописи. Со ова решение се разрешува членот на Комисијата за статут и прописи лицето Емилија Симонова поради престанок на функцијата член на Советот на општина Росман. Точка 2. Со ова решение се назначува лицето Бранкица Несторовска како член на Комисијата за статут и прописи. И оваа точка ја ставам на гласање кој е за. 9 за. Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за земјоделие. Со ова решение се разрешува членот на Комисијата за земјоделие, лицето Емилија Симонова, поради престанок на функцијата член на Советот на општина Росман. Точка 2. Со ова решение се назначува лицето Бранкица Несторовска како член на Комисијата за земјоделие. Ја ставам и оваа точка на гласање кој е за. 9 за. Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за локален економски развој. Со ова решение се разрешува членот на Комисијата за локален економски развој лицето Емилија Симонова поради престанок на функцијата член на Советот на општина Росман. Точка 2. Со ова решение се назначува лицето Бранкица Несторовска како член на Комисијата за локален економски развој. Ја ставам и ова точка на усвојување кој е за. 9 за. Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за здравство, социјална заштита и заштита на децата и јавна безбедност. Точка 1. Со ова решение се разрешува членот на Комисијата за здравство, социјална заштита и заштита на децата и јавна безбедност, лицето Емилија Симонова, поради престанок на функцијата член на Советот на општина Росман. Точка 2. Со ова решение се назначува лицето Бранкица Несторовска како член на Комисијата за здравство,
Социјална заштита, заштита на децата и јавната безбедност. Ја ставам и ова точка на усвојување. Кој е за? 9 за. Одете ли било колку си тие сега? Одеш на 8 точка сега. Одиме со точката предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеност на подрачите на општина Росман од сите ризици и опасности. Дали некој има забелешка на оваа точка или да нешто? Нема. Ја ставам на усвојување. Влеват сите ризици од поплави, од земјотреси. Од кои сите ризици? Од поплави, од... Значи сите ризици, земјотреси, пожар, Од загадување влеват? загадување. Кај да мали влеват? Сигурно влеват, не загадување. До сега нема мерење за загаденост. Ако измерим, тогаш хитно ќе не стават највисоко класена опасност. Тоа што е мерено, тогаш нема асфалтни бази, нити перални со отпадни, нити тешки метали, со тешки материи, канцерогени материи. Добро, ова е проценка значи за И води, и воздух. значи сега ова директно се прави за да штети за не дај Боже нешто, а не за загаденост на воздух. Значи ова е за води за не дај Боже ако нешто дојде опасност од нешто. Немаме друго. Ја ставам точката на гласање. Кој е за оваа точка? Пенче и Јованче? Да, 9 за. Точка 10 ќе дојде предлог одлука за организација делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Росум. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Точка 11. Предлог програма за уредување на градежно земјиште и на просторот на општина Росман за 2023 година. Дали некој сака збор по оваа точка? Повели Павле? Благодарам, председателя. Почитувани, значи, ваа програма за уредување на граденото земјиште, исто и лани сум реагирал, одговорница сум станал, значи, се истите, значи, овдека јас не гледам некои реализации, значи, само се препишани. Исто и така и лани сум рекол и не знам до кога општина Росман само ќе ги препишува вие програми, а нема да има реализација никаква. Значи, само за појаснување на жителите на општина Росман, ги имам двете програми, еве, и претходната и сегашната, значи само се препишани, нема ништо ново внатре. И за тоа ми беше само да станам да кажам, да појаснам дека нема ништо од програмата реализирано. Благодарам. Значи некој поли, Јошев? Почитувани колеги, жители на општина Росман, ќе се надврзам на дискусијата на колегата Павле и тоа што го збореше претходно во целост е така. Ова општина наликува на едно теоретско предавање кога сме биле на училиште, на факултети и така натаму. И само ние, колегите советници, тука донесуваме програми, усвојуваме. И кога тие програми ќе ги усвоиме, се е окей. Пофални зборови за советниците, да, единствени сме со 9 за, општествено одговорни сме, заради тоа што уредување на општината, градежно земјиште и комунални дејности е водилка на секоја општина. Значи сите треба
да се тежнееме што повеќе да се граде, да се инвестира во општината, да заликува ова општина како една современа општина со сите нишани, така да не знам по кој пат од оваа говорница ќе кажам дека ние советниците, поготово од ВМРО ДПМН и нашата коалиција, секојаш даваме поддршка. За жал, минатата седница буџетот на општина Росово не помина, токму заради тоа што советничката група на ВМРО ДПМН внимава што гласа и како гласа. Дали го почитува, дали ова институција се почитува правото или не се почитува на правото, тоа што се испостави минатиот пат дека ние се што се бунтувавме тук и ја напушивме седница, се испостави дека се е точно. И сега од оваа говорница кажано за уредување на градежно земјиште, изградба на објекти во селските местни заедници и така натаму, една витална точка за општината која не знам по кој пат е дискутирам на оваа говорница, уредување на просторот на гробните, на гробиштата. И ни сега оваа програма ја донесуваме, ја гласаме, заради тоа што треба да се изгласа и треба да се водиме кон таа програма и на жалост, кога завршува оваа седницата, до следниот јануари месец, кога пак ќе ја гласаме програмата, истата што вика Павлеч ни се донесе тука и само копи-паст препишена, само од 2023 ќе се смене 2024, мислам дека и бројот на страници се исти и целиот текст е ист. Апелирам од оваа говорница до менеджментот, до институцијата тука, дека кога ние носиме некои програми, треба да се почитуваат и да се негуваат тие програми. Значи, гробните места ми се така ме алармираат дека владее пасивизам во оваа општина и ќе продолжиме и со истото темпо, со критики, и тоа го најавивме минатата седница, со критики, доколку не се испочитува она што се гласа на советите. Да не зборам, и тоа после ќе го дискутирам во последната точка, кај што не е извештајот на кварталниот извештај, но сега ќе го наговестам дека и она што се работи врз основа на овие планови, пример ја давам ова општинската администрација, уредување на просторот околу општинската администрација, кога паркирам колата, косте ми се еже, заради тоа што овој проект е изгласан врз наша донесена програма и наша апрув, тоест наша согласност, сите едногласно гласавме за капитална инвестиција, уредување на просторот околу општинската администрација, зграда, но тоа е еден тотален хаос и не знам, тука не можам да видам во овој програми како тоа, кој праве технички прием на тие капитални инвестиции во општината кои се одвојуваат средства од буџетот на општина Росово. Во континуитет ние гласаме, програмата ја гласаме, финансиите ги гласаме и после кога ќе се изработат даден проект, тоа не наликува на ништо. Тоа е тотален хаос, тотално безредие, неконтролирање на градбата, технички прием кој прави, дали прави и како прави, дали кореспондира со дадениот проект. Ќе ги направам неколку. Ова што е општинската администрација, улиците што ни се смеат сите општини од околу, што се асфалтираше од поштата до централното подрачје, кај што не знам кој тоа го даде такво право да асфалтот никаков, дупки на сите страни, не измацани ивињаци, не паметени ивињаци, уште други работи и она фамозната улица у село Трстеник, која до ден денес, мислам, се уште не е завршена. Значи, ние гласаме да, кога ќе изгласаме, ќе дојде некои си во наводници, ќе ги кажам фирми и тука ќе направат и тоа асфалтирање во ночните часови, за да не гледаме како е нивното работење. После во последната точка има многу дискусија, кварталните извештаи, но сега ние мораме по службена дејност да го изгласаме оваа програма, заради тоа што треба да функционира и понатаму општината. Јошев?
Значи, дали некој има нешто да додаде на оваа точка? Нема. Точката 11, предлог програма за уредување на граѓано земјишно простор на општина Росман за 2020 година ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Точка 12, предлог програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2023 година. Дали некој сака збор по оваа точка? Нема никој, ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Одиме со точка 13. Предлог програма за работа во областа на располагање со граѓано земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Росман за 2023 година. Дали некој бара збор за оваа точка? Нема никој, ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Одиме со точка 14, предлог програма за одбележување на празници и манифестации. Тука имате програмата, таа програмата си е секоја година иста. Че нема измени. Дали некој бара збор по оваа точка? Не бара никој, ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. И точка 15, квартален извештај за извршување на буџет на општина Росман за извештајниот период кумулативно во квартал од 1.1.2022 до 31.12.2022 година, квартал број 4. Да. Кој? Преведече делначалникот не е овде да е полица за финанси. Финанси има. Да. Да. Пауза 2 минути само. Дали некој бара збор по оваа точка? Кој или Јошев? Значи, уште едно големо благодарам до КТВ телевизија која ни овозможува сите седници на советите да одат на YouTube и ги повикувам граѓаните на општина Росман на YouTube со кирилично букви седница на општина Росман. Ги има сите седници наназад, колку години да врачеш, ги има сите. И голема професионалност на КТВ телевизија и во охрабрувам да продолжите така. Нема сечено лепено, значи се што збориме на оваа говорница се пренесува на YouTube на КТВ телевизија. Така да, заради тоа што слушам месеци наназад неодговорното работење, непосветеноста, неажурноста, непрофесионалноста на градоначалникот, незнаење да менаџира институциите во општина Росман, не знае да изврши контрола на сработеното и така натаму, не знае да делегира задачи, не знае да донесе дадени ревизори за дадени објекти. Добре, градоначалникот е тука, супер. Така да, ќе замолам председателя на совет и градоначалникот на општина Росман да, кога имаме вакви витални точки за дискусија, како квартални извештаи, како донесување на буџети, да се синхронизираш и да ги прилагодите вашите обврски и со на градоначалникот обврските, за да биде присутен, за да може некој да ни одговори на овие неколку прашања што ги имаме и јас, и сигурно претпоставувам и дека колегата советник Павле и Павлинка ќе постават прашања. Така да ќе почнам. Добро е што го добивме кварталниот извештај број 4 и каде што ќе почнам со едно прашање, заради тоа што нема лице од Оделот за финанси. Вкупни капитални расходи. Градоначалник, заради тоа што дојдовте, сакам да прашам, сме планирале 55 милиона 259, буџетот сме го изгласале во претходната година, а сега реализација имаме 35 милиона 108, или изразено во проценти 63,5%.
На што се должи ваквата мала реализација? Прашање број 1. Благодарам, Јошев. Дали некој друг два разговор? Кој доле? Почитувани, значи, редно беше више да добиеме квартал по квартал. Воа ние прв пат ќе добиваме еден квартал, четвртиот квартал, баш кај инаку ни дојдоа сите три наеднаш и така ги тераме до сега. Јас, значи, во ребалансот, кога беше ребалансот, предложив пренамена на средства од репрезентации во улично осветлување и би го запрашал сега градоначалникот дали тие средства се употребени и каде има направено улично осветлување. Бидејќи жителите не му се јасни и како се вршат тие исплати, како кои фирми земат пари, кои физички и правни лица, јас изготвив на еден лист, на оваа веб страница, може камерите да го доближат само да видат сите жители кај може да го видат секое плаќање на општина Росоман. Значи на оваа страница пише дали физичко лице, дали правно, дали фирма, колку пари се исплатени. И за тоа, значи, реков само градоначалникот да ми каже дека пренамениме средства во улично осветлување, каде се реализирани и дали има подобрување на улично негде во некој дел. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Нема никој градоначалник да не сакаш нешто да објасниш ти? Немаш. Повели Јошев? Прежеска ја начнав малку темата, сега ќе продолжам со она каде што се станав. Значи, една година помина од мандатот на новиот градоначалник Стојан Николов. Помина како што помина, за некој е окей, супер, за некој не е супер. И ние како советниците се движиме во општината и заради тоа што сме советници, и заради тоа што луѓето мислат дека ние ја водиме општината и како што кажав и претходно, буџетот сме го гласале и сега реализацијата е таква како што е таква, сега што ја гледаме тука. И сега од ова говорам, од минатиот совет кажав дека ќе бидеме малку уште покритички настроени за сите во главна капитални инвестиции во општина Росоман и мислам дека малку треба да изиграваме и веќе како инспекторат, заради тоа што од проект во проект, јас лично како техничко лице не ги задоволувам моите критериуми како се изведени дадени градежни работи. Како што кажав и претходно, уредувањето на општинската администрација околу општинската зграда, во делот кај се челичните конструкции, изведба на покривот на паркинг местата е за мене неприфатливо и доколку јас бев технички прием, јас тоа нема да го подпишам како техничко лице, искрено, тоа не личи на ништо. Додека сум на ова прашање, сакам да го прашам градоначалникот дали има технички прием и кој е за тој проект, заради тоа што одвоивме, ако не се лажам, 7 милиона денара и плюс 1,5 анекс на договор, плюс 1,5 милиона, тоа кошта околу 8,5 милиона денари или во евра колку ќе дојдат 120.000 евра. После ќе ги зборам овие по изразените, по-уочливи проекти во општините, каде што тежат и финансиски многу повеќе, уредување на улицата од мостот до централното подрачје Трстеник, дали градоначалниче е завршена и кој исто така прави технички прием на таа улица. И последната улица од поштата до централното подрачје на Росоман, нели тука имавме одводување на атмосферската канализација, каде што таму долу више не може да видиме што е ставено и како е ставено,
и кој ја асфалтираше таа улица, по кои стандарди и дали е направен технички прием на таа улица. Заради тоа што за последната улица имаме толку негодување од граѓаните и толку критики кон нас, како најпрво како вас градоначалник, а и ние индиректно советниците го трпиме критики. Така да, дали сите овие проекти се завршени и дали е направен технички прием? Тие се праши. Hvala, gradonačelnik. Hvala, Jožef. Gradonačelniče Povlja, ako imaš nešto da radiš. Piše vam gradonačelnika. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани членови на Совет, почитувана јавност. Прво да се извинам што задоснив од оправдани причини. Во однос на првото прашање на советникот Јованче и на второто прашање, технички прием на улиците, главната улица во село Трстеник и улица Партизанска или улицата од Жито Маркет до ветеринарната станица нема направено технички прием, затоа што истите уште не се завршени и не се целосно исплатени. Одделот на аномалиите, како што кажете вие, јас не сум експерт, имаме соодветен надзор кој што ја избраме соодветна постапка и тој кажува дали ќе се направи технички прием или нема да се направи. Затоа и повторувам, не се исплатени овие две улици и не е направен технички прием. Има за работа уште и во Трстеник, но има забелешки и јас лично имам забелешки за улицата Партизанска. Имавме проблеми поради улицата Партизанска, поради имотно-правни работи се одолговлече со нејзина изведба. Исто така имавме проблеми во Трстеник и поради тоа всушност е резултати што капиталните расходи ни се на волку мал процент. Доколку да немаше такви објективни проблеми, ги завршивме во минатата година, односно изведувајќите ги завршија во минатата година, ќе имавме многу поголем процент на капиталните расходи. Но она што е добро и што може да го видите од кварталниот извештај, четвртиот квартален извештај, е тоа што во делот на даночни приходи гледате дека општинската администрација си ја врши работата и во некои, да речем, ставки има плюс од планираното. Во однос на прашањето на советникот Павле, за уличната расвета ме прашавате. Да. Со ребалансот ние пренамеривме средства со цел да се, бидејќи немавме доволно средства да ги плаќаме сметките за електрична енергија, предвидени со буџетот со оглед на енормните цени на електрична енергија, што е проблем и во светот, не само во нашата општина и во државата, и поради тоа пренамеривме. Имавме некои планови за распишување на нова постапка за улична расвета, но не успеавме тоа да го направиме. Во однос на тоа, Јованче, мислам дека вие спомнавте за дека нема човек од финансии. Да, нема човек од финансии денес да образлага тука по однос на квартални, затоа што и нема кој да образлага. Немаме раководител, имаме само лице за јавни набавки, за даноци, така да од она што можам јас да ви го кажам е тоа, доколку има нешто дополнително, може да добиете одговор од мене и плюс во консултација со некој од лицата кои што делумно ја познаваат оваа материја. За жал, лице како раководител на финансии да ви одговара немаме. Имавме договор со едно лице кое што критикувавте, повеќе не му се продолжува договорот, така да финансии остануваат со двајца луѓе. Едно лице за јавни набавки и едно лице за даноци. И благодарам. Благодарам, началник. Дали некој друг има нешто да каже? Немате. Ја ставам точката 15, квартален извештај на буџет, извршување на буџет на општина Росман на гласање. Кој е за? 5 за. Кој е против? Кој е воздржан? 4 воздржани. Почитувани колеги советници, почитувани граѓани на општина Росман, со оваа точка ја завршивме 19-та седница на Советот на општина Росман.